Се запали локомотива на патничкиот воз што вчера се движеше на релација Скопје-Велес. Нема повредени или поголем инцидент. Патниците биле навреме стимнати, а пожарот изгаснат. Директорот во Македонски железници Благоја Крстевски охрабрува дека патниците не треба да стравуваат за нивната безбедност и најавува скорешна обнова на застарениот возен парк. Се запали локомотива на патнички воз синоќа на железничката пруга од Скопје кон Велес. Огнот се појавил околу 19 часот кога возот бил во близина на станицата Кадина река. Машиновозачот го забележал чадот, пошто биле симнати патниците и почнало гаснењето. Најна замири се, чад испаднал негде. Јас бев на последниот вагон и кога излегов, видов дека локомотивата гори, беше целосно запалена. Предниот дел беше доле, од долна страна целосно и бара апарати за гасење. И се растрча низ цели вагони за да ги извадат апаратите. И тоа беше, значи пола во локомотива сигурно беше запалена. Пожарот веднаш бил изгаснат, но друга локомотива го влечела возот кон Велес, поточно кон Битола. Наспроти ваквата изјава на патникот од Македонски железници велат дека локомотивата не се запалила, туку дека се појавиле искри од еден од моторите. Синоќешното палење на локомотивата повторно го актуализира прашањето за сигурноста на стариот и дотроен возен парк на Македонски железници. Директорот на јавното предпријатие Благоја Крстевски вели дека патниците не требале да се плашат за сопствената безбедност и информираше дека МЖ во моментов осовременува повеќе стари електрични локомотиви, додека јавното железничко предпријатие во Раде Кончар ги модернизирало локомотивите. Во Велешка Колска се поправале вагони и возовите шпанци. Крстевски најави дека наскоро ќе се реализирала и владината одлука за набавка на 100 нови вагони за потребите на Македонски железници.